Дуи е во паника. Соочени со неповолните анкети за предстојните локални избори, интегративците готват ново црно сценарио за да го преживеат поразот. Неофицијално подготвуваат терен да не ги признаат изборните резултати и да се обидат да ги извадат албанците на масовни протести. Аргументот би им бил дека поради наместени избори, албанците не се вистински представени во владата, па преку притисок од улица да го најдат својот пат, насила да станат дел од власта. Според нашите неофицијални информации, интегративците размислуваат за план Б, откако бројките од анкетите им покажале дека не им успеваат обидите со националистичка реторика да ги освојат за нив клучните места – Гостивар и Чаир. Новинарот Геровски, коментирајќи ги овие неофицијални информации, кои се повеќе кружат низ политичките кругови, вели дека крајна цел на Дуи е да известуваат влез во влада, кој нема да им успее како и досега. Низ непријателство со ВМРО-ДПМНЕ, низ најави на протести, низ уцени практично, низ закани по меѓуетничкиот мир, да се оствари притисок да дојде до рекомпонирање на извршната власт и до влез на Дуи во влада. Тоа, за жал, односно за среќа во крајна линија, нема така да може да се случи, бидејќи веќе сме далеку од потребата, од причините, од мотивите за предизвикување на меѓуетнички немири во Македонија. Според Геровски, нелогично е што Дуи ја оспорува владата на ВМРО-ДПМНЕ и вреди. Оти токму тие го прекршија правилото и сега џабе не го дуваат. Новинарот вели, во 2017 година Дуи си го одбрале партнерот, па сега кога СДСМ губи, партијата од мала речица треба прво да се фокусира на консолидација и внатрешно да се реформира, па дури потоа да мисли како да дојде на власт. Не можејќи неспремна на тој начин да се постави партијата на Али Ахмети, таа се поставува од позиција на сила, од позиција на моќ. Па велат, ако ние победиме на локалните избори, што е крајно дискутабилно, бројките кажуваат и едно, ама и друго, кажуваат некои бројки вост на вреди, но дури хипотетички се случи такво нешто, тоа не е основа и не може да биде причина ни формална, а ни суштинска да мала речица рече сега бидејќи ние сме подобри на локалните избори, сега од утре преговараме за централната власт. Не. Според дел од познавачите, обидите на Дуи ќе бидат неуспешни. Оти додека не се реформираат, тие се прочита на книга за албанското гласачко тело. И премиерот Мицкоски неколку пати кажа дека Дуи во владата нема да влезе. Им порача да престанат со манипулации и лаги. Оти владата на ВМРО-ДПМНЕ не преговара со партија која 2 децении не направила ништо за државата и се богатела на грбот на народот.